Добро вечер во централното издание на Вестите. Еве што ќе гледате. Македонија избира градоначалници во 32 општини и во градот Скопје. Најголема излезеноста на истокот, најмала во Чаир и во Сарај. Сметат. Тоа е најголем проблем. И кучињата скитници. Да решава проблеми кои се акутни во моментот за Скопје. Десетина пријави за нарушување на изборниот молк, 20 објави со агитирање на социјалните мрежи. Кои се однесуваат на повик за гласање на одредени кандидати. Пат има, но луѓе нема. Кумановско-Карабичани 40 години чека свадба во селото. Нема ни млади, нема ни стари. Избори во сезона на зимници. Што е полесно да се избере? Добар градоначалник или добар зеленчук? Само да го избереме правиот градоначалник. Добар градоначалник. За целката лесно има време за тоа. Над 1 милион граѓани со право на глас избираат градоначалници во 32 општини во градот Скопје. Мирно и без инциденти изминува и вториот круг. Уште еден час до затворањето на избирачките кутии. Излезеноста до 17 часот е 39,2%, слично како и во првиот круг. Во овие вести имаме вклучување во живо од аналитичкиот центар на Канал 5, од Државната изборна комисија, од општина Центар и од општина Кичево. Одиме прво во мултиетничко Кичево. Таму е Дејан Трајковски. Дејан, како изминува гласањето? Во текот на денот беше забележлив нешто повисок одзив. Да, така, Бубе, можам да го потврдам тоа што го кажа. Кичево е навистина раздвижено, граѓани во голем број се излезени да си го остварат демократското право и да го дадат својот глас. Според последните информации кои што ги имаме, според последните резултати, односно минатиот круг до 17 часот одзивот бил 39,6%, а сега одзивот во истото време е 48,29%, што е некаде околу 10% повеќе во однос на првиот круг, односно гласале 24.611 граѓани. Ваквите бројки во некоја рака може да се каже дека се очекувани, односно според кампањата во изминатите 2 недели, каде што имаше доста остри пораки тука за Кичево, воедно и повици за етничко и неетничко гласање. Граѓаните кои што ги анкетиравме денеска велат дека невообичаено многу луѓе има денеска во Кичево, некои тоа го припишуваат на мобилизацијата за гласање, други пак велат дека се раздвижила и диаспората, па предлагам тука да слушнеме од граѓаните што порача. Поголемиот дел од кичевчани дека ќе го остварат тоа право и ќе излезат на гласање. Според бројките Кичево има најголема излезеност. Како го коментирате тоа? Па имате излезеност, имате и заинтересираност, се надеваме за подобро. Прв пат. Прв пат? Да, 18 години. 18 години, да. Излегуваат, имат многу граѓани што се дојдени и од другите земји. Според вредности. Зошто е битно така да се? Па да видиме, че 12 години многу е. Битно е ако се свесни, ако не, немна работа. Се споменува за многу граѓани дека се дојдени од страна? Па ние сега не бевме тука моментално. Така велат, па колку е точно не знаеме. Така, инаку утринава во 7 часот точно се отворени избирачките места, за сега поминува без никакви проблеми, односно некои ситни проблеми околу опремата што се случуваат, односно со ние детектори на лицата, но има IT екипи кои што се постојано раздвижени. Кичево е навистина голема општина, велата се трудат да постигнат секаде за да го донесат во ред целиот процес, колку што може да се види и тука додека сме ние вклучени, дека граѓаните се уште се движат, се користи се уште време за да се даде својот глас. Разговаравме и со оние лица кои што се тука задолжени во одборите, па предлагам и тие да кажат како се одвива целиот процес. Ти благодарам, Дејан, за ова вклучување во вестите во 18 часот, а сега одиме во аналитичкиот центар на Канал 5. Сандра Спасовска ги има бројките и компаративната анализа. Сандра, бележиме 10% помала излезаност во град Скопје во однос на првиот круг.
Да, Бубе, да започнеме од она што е најново. Последните податоци на Државната изборна комисија до 17 часот во вториот круг од локалните избори во 32 општини каде што граѓаните избираат градоначалници, излезеноста е 39,28%. Бројките се горе-доле исти како и во првиот круг до 17 часот, тогаш излезеноста била 39,86%. На ниво на град Скопје да се забележува околу 10% помала излезеност денеска, која до 17 часот е 28,52%, додека на 19 октомври изнесувала 39,62%. Може да се забележи дека во дел од скопските општини е навистина мала излезеноста, и на тоа се доложи и оној мал одзив на ниво на град Скопје. Имаме во општина Газибаба 25%, во останатите општини како што се Бутел, како што е Сарај, Чаир, таму има навистина шуто ризари, дури и помала излезеност од 20%. Например, во општина Сарај денеска во текот на целиот ден е најмала излезеноста, во овој момент некаде е околу 9% во општина Сарај излезеноста, 8,77%. На ниво на територијата на државата најголема излезеноста во општина Конче денеска во 17 часот, односно 64,44%, додека најмала е во општина Куманово 27,41% од сите граѓани го искористиле правото на глас до 17 часот. На мапата зад мене може да се забележи дека во оние општини кои што се обоени со потемна сина боја, таму излезеноста е поголема. Има општини каде што истата изнесува и над 60%. Таква би ја споминала општина Крушево, понатаму општина Лозово, во Пробиштип 61,25%, меѓутоа во оние општини кои што се обоени со посветла сина боја, таму излезеноста е помала, додека оние општини на мапата зад мене кои што се во сиво-бела боја обоени, тоа значи дека таму денеска не се избира градоначалник, дека изборниот процес е завршен во првиот круг. Такви се општини 44 на број. Да се задржиме малце на скопските општини, во општините Аеродром Карпош, Центар и Шуто Ризари, освен што се избира градоначалник на град Скопје, во овие општини се избира и градоначалници за самите општини, додека во Шуто Ризари денеска на 3 избирачки места се гласа и за советнички листи. Доколку се споредат бројките во општина Карпош, излезеноста во 17 часот е 40,73%, во првиот круг била 42,5%, во општина Аеродром 36%, во првиот круг 39,32% и во општина Центар 39,44% е излезеноста денеска до 17 часот, додека пред 2 недели истата била 42,48%. Во однос на општините на територијата на државата и колегата Дејан Трајковски пред малку во неговото јавување од Кичево кажа дека таму денеска е навистина поголем одзивот на граѓани кои го искористиле своето право на глас во однос на излезеноста во првиот круг, кога во 17 часот таа била 45%, денеска е 48%. 48,29%, понатаму исто така би ја споменала и општина Брвеница во 17 часот на 19 октомври 38% од граѓаните го искористиле своето право на глас, додека денеска е за 10% повеќе, односно 48,7%. Ја споминавме општина Куманово како општина која што има досега најмала излезеност во однос на сите општини
граѓани во државата, 27% во првиот круг, во 17 часот излезеноста била 35,16%. Тука би споменала еве уште две општини каде што се очекува интересна трка. Тоа е општина Струга, 35,39% од граѓаните го искористиле досега своето право на глас, и општина Тетово 39,81% до 17 часот гласале, додека во првиот круг оваа бројка била 41,5%. За крај би споминала дека во 4 општини, тоа се општините Гостивар, Маврово, Центар Жупа и Врапчиште, денеска нема гласање, бидејќи во првиот круг не беше постигнат цензусот од 33,33% од гласачите да излезат на гласање, и поради тоа ќе се спроведе нова изборна постапка во рок од 60 дена, меѓутоа по објавување на конечните резултати од овие локални избори од страна на Државната изборна комисија. Според изборниот законник, би сакала и ова да го споменам, дека за конечен избор на градоначалник во вториот круг не е предвиден цензус, па така потребно е само да биде освоено мнозинството од гласовите на тие што гласале. Секако сите нови информации и колкава ќе биде вкупната излезеност на граѓаните по затворањето на сите избирачки места во 19 часот, секако и за сите резултати во отвореното студио на Канал 5 веднаш по вестите во 18. Бубе? Ти благодарам, Сандра Спасовска, со бројките и компаративната анализа на вториот ден од на вториот изборен ден од, односно на вториот круг од локалните избори со излезеноста до 17 часот од аналитичкиот центар на Канал 5. А сега одиме во Државната изборна комисија, таму е колешката Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Бети, колкава излезеноста во Скопје и во останатите општини низ Македонија, што кажа пред малку оддик? Благодарам, Бубе. Останува уште помалку од 1 час време за гласање, се до затворањето на избирачките места, а со тоа и затварањето на избирачките кутии. Како помина денешниот ден? Колку граѓани се јавија на одзивот за извршување на нивното граѓанско право, односно да го дадат својот глас? Ке дознаеме од портпаролот на Државната изборна комисија Радица Тодоровска-Алексовска. Добро вечер. Најнапред може веднаш да започнеме со информациите каков е досегашниот одзив на ниво на целата држава. Досегашниот одзив, заклучно со пресекот во 17 часот, според податоците што пристигнаа до Државната изборна комисија, за град Скопје излезноста изнесува 28,52%, додека за градоначалници на општините излезноста изнесува 39,28%. Може ли ни кажете каде има најголема заинтересираност, односно каде е најголемиот одзив, а каде најмалку? Најголема излезеност за град Скопје се забележува во општините Карпош и Центар, во Карпош со 40,73% и во општина Центар 39,44%. Додека најмалата излезеност за град Скопје е во Сарај со 8,77% и општина Чаир со 12,08%. Во однос на статистиката за градоначалници на општините, најголема излезност се бележи во Конче 64,44%, општина Росоман 63,58% и Дојран со 62,96%. Додека најмалата излезеност е во Шуто Ризари 25,82% и во општина Куманово со 27,72%. Кога веќе го споменавте Шуто Ризари, токму тоа беше моето следно прашање. Државната изборна комисија неудамна во текот на денот излезе со информација дека се одземени акредитациите на 8 домашни наблюдувачи поради агитирање токму во општина Шуто Ризари. Може ли накратко да објасните зашто станува збор?
Така, јавноста беше запознаена со овој случај, кога на 8 домашни наблюдувачи им се одзема акредитацијата од Државната изборна комисија за наблюдување на изборите и изборната постапка. Одземањето на акредитацијата се должи на непочитување на правилата за наблюдување, кои што се пропишани во упатството за наблюдување на изборите и изборната постапка и кодексот за наблюдување, врз основа на што се издава и овластување на здруженијата, односно организациите кои што сакаат да ги наблюдуваат изборите. Токму поради тоа, поради прекршување на основните правила за постапување во процесот на наблюдување на изборите, овие 8 наблюдувачи изгубија акредитацијата. Така, како што кажав и во најавата, уште малку останува од овој изборен ден во Македонија. Каква е сликата во целост? Дали беа запазени сите процедури и норми? Да, апсолутно. Досега се одвива гласањето во најдобар ред, во мирна атмосфера, се почитуваат сите процедури. Она што стигна до Државната изборна комисија како приговори за лично избирачко право се решаваше тековно и сите гласачи непричено го стваруваа правото на глас. Благодарам за ова линковско вклучување. Ние остануваме и понатамо во Државната изборна комисија, од каде што ќе информираме какви ќе бидат случувањата понатака во текот на вечерта, односно какви ќе бидат резултатите од вториот круг од овие локални избори. Ти благодарам, Бети, за ова вклучување во централните вести. А во Скопје градоначалници се избираат во 4 општини. Една од најинтересните битки се очекува да се води во Скопски центар. На едно од избирачките места е Сања Трајковска Ставров. Сања, како тече гласањето непосредно пред затворањето на избирачките кутии? Па Буба, и од тука може да потврдиме дека имаме мирен изборен процес. Се наоѓам во основното училиште Киро Глигоров во центар. Нема многу гужва пред избирачките места. По неколку групи, неколку граѓани доаѓаат да се го остварат правото на глас. Без малку 40 минути од затварањето на избирачките места и избирачките кутии. Не само во центар, нашите екипи во текот на целиот ден, од утрово, раните утренски часови до сега, а и до затворањето на избирачките места, се на терен и одблиску ги следиме состојбите, односно текот на изборниот ден, кој се оценува како мирен, без поголеми нерегуларности. Граѓаните од повеќе општини, од повеќе изборни места кои ги посетивме, немаат некои големи очекувања. Ги бараат оние основните услови за инфраструктурно добро живење во самата општина. Фокусот, се разбира, е сметот, бараат и да се отстранат кучињата. Налетавме и на помлади граѓани кои сакаат да си го остварат правото на глас, тие велат дека се разочарани, па предлагам да ги слушнеме пораките од граѓаните. Да ги собира контейнерите секој ден, прво и основно. Па се обраќаат најповеќе. Сметот. Тоа е најголем проблем. И кучињата скитници. Да имаме поубав живот. Барем дел од проблемите да ги реши во општината центар. А оно што град Скопје исто да продолжи да решава проблеми кои се акутни во моментот за Скопје. Да биде подобро за младите. Немам некои посебни очекувања, мислам дека малку имам изгубено надеж, така што гласам колку да се искористи гласот после да не отиде на друга страна. Так, може да се констатира дека граѓаните имаат скромни очекувања. Тука во центар право на глас секако според избирачкиот список имаат 44.109 граѓани, гласаат во 78 избирачки места. Излезноста или одзивот може да се каже дека тука е помала споредено со истиот 17 часот пресек од Државната изборна комисија. Во првиот круг тука во центар излезноста беше околу 42%, сега таа е 39%. Тоа се сите детали на, како што споменав, без малку 40 минути од затворањето на избирачките места. Бубе? Благодарам. Сања Трајковска Ставров известува за гласањето во едно избирачко место во општина Центар. Никогаш имаше жители, но немавме пат. Сега пак е обратно. Велат мештаните од Кумановско Карабичани, кои, како што посочуваат, добиле асфалт, но нема кој да го користи. Лути се што на овие избори требале да гласаат во друго село, оддалечено 10 километри. Репортажа од две кумановски села на Мирјана Мирчевска-Јовановиќ и снимателот Љубомир Домазетов.
Село Карабичани, Кумановско, близу граничниот премин Табановце. Селото каде во 1986 година била направена последната свадба, а денеска селото с убава природа, каде од време на време доаѓаат роднини да ги посетат родителите. Селото има вкупно 20 жители, исто толку гласачи, сите над 70 годишна возраст. Жителите ги бойкотираат изборите, бидејќи помирањето на нивниот сосед, каде се гласало во неговата куќа, тие биле преместени да гласаат во Табановце, гласачко место оддалечено околу 10 километри, што за нив е проблем да отидат. Жителите и пред камерата не сакаат да зборуваат за гласањето. Оние кои живеат во Куманово, а тука имаат имот, раскажуваат дека е недопрена природа, но луѓето заминаа. Бараа пат, немаше. Кога го добија, веќе нема кој да оди по него, раскажуваат. За пчели е добро. Има нешто паша, ливада, има багрем. А живеат ли луѓе овде? Слабо. Зошто мислите дека сите си отидоа до ваква убава природа? На времето не е направено пут, струја, вода. И затоа. А сега имаат? Сега имаме, џабе народ нема. Причина за преместувањето на гласачкото место во Табановце е немањето објект каде да се гласа, потврдуваат од ДИК за Канал 5. До селото Карабичани е селото Четирце. Селото го формирале 4 семејства, со радост и аманет да живеат многу луѓе. Најстариот скоро има и 90 години. Избирачкото место на список има вкупно 144 запишани гласачи, до сега имаме излазност од 21. Очекувате ли поголема излазност? Да, во попладневните часови сигурно. Луѓето се занимаваат голем дел со земјоделие, си ги завршуваат преку ден работите и попладне кога ќе се стемни, доаѓаат и да си го исполнат своето гласачко право. Минатиот круг гласале околу 70 луѓе. Денот убав, па прво да ги завршат работите во нивата, па потоа на гласање. Жителите раскажуваат дека селото умира, нема свадби, а има многу ергени. Денеска не сум, али има време ќе гласам, тука да имам нешто работа, ќе дојдам да гласам. Така, колку години имате вие? 70. Има ли млади овде? Слава, нема ни млади, нема ни стари. Нема млади, од 50 години има неженjeni, беќари неженjeni. По 50 години направиш и така. А не може да најдат невести тие? Невести па не дојде никаде у село. Тешко. Сите излеговме од селото, бидејќи немаше пристапен пат, немаше вода и ден денеска нема нити пат, нити канал, нити вода. Бројките и буквите ќе останат сеќавања дека овде учеле деца. Денес овде има само 6 ученици од 1 до 5 оделение. За жителите тие се искра надеж дека може ќе има и нови првачиња во наредните години. Десетина пријави за нарушување на изборниот молк, 20 објави на социјалните мрежи со повик за гласање за одредени кандидати, регистрира Министерството за внатрешни работи. До 7 часот денеска, односно до отварањето на избирачките места, регистрирани се 10 пријави за нарушување на изборниот молк, од кои по 3 на подрачје на СВР Скопје и СВР Охрид, 2 на подрачје на СВР Штип и по 1 на подрачје на СВР Тетово и СВР Битола. Регистрирани се 19 објави на социјалните мрежи за време на изборниот молк, кои се однесуваат на повик за гласање на одредени кандидати. Во текот на вчерашниот ден регистриран е настан за фотографирање кочан со гласачки ливчиња во Основно училиште 26 јули во општина Шуто Ризари, при што приведено е едно лице и се преземаат мерки за расчистување на настанот. Годишниот Андреј без надомест разубавува јавни површини. Кој е градинарот за кој зборува Скопје? Се надевам дека со оваа работа и со овие видеа ги инспирирам барем луѓето што треба да работат оваа работа. Недела изборен ден од поинаков агол во сезона на зимници. Канал 5 направи обиколка низ главниот град, каде освен да се избере градоначалник, приоритет за дел од граѓаните е и да се избере добра зелка и зеленчук за туршија. Здравко Димитров. Прво на пазар, потоа на гласање.
Иако вниманието е насочено кон гласачките кутии, дел од скопјани велат традицијата мора да се испочитува и да се подготви и добра зимница. Тезгите со зелки во Скопско-Бардовци беа преполни со муштерии, од каде се слушаше добро познатото колку килото. Граѓаните велат дека зелка избираат според тежината и нијансата, во зависност за што ќе ја користат. Ги прашавме што е полесно, да изберат добар градоначалник или добра зелка. Добар градоначалник. Само да го избереме правиот градоначалник. Добар градоначалник. За зелката лесно има време за тоа. И едно и друго. И зелката сега е со вештачко ѓубре, се распаѓа. И муштериите и продавачите велат дека и зелка и градоначалник треба да се избира според нивниот квалитет. Дволичност имаат, не 3 седмици, дволичност имаат. Се вртат и вака и така. Кој име вистинското лице? Скриено е. Политичарите остаи. Што треба па тие да направат за нивниот мандат да биде успешен? Да им ги сошијат џобоите, да им ги врзат руките, да не крадат, да не лажат, да живее народот. Голема разлика. Они по ценка седат, а пари зимаат. А ние на слонце се пешеме цел ден. Зелката е болја од политичарите. Иако денеска е неработен ден, граѓаните велат дека ќе го искористат за да направат два важни избора. За тоа кој ќе ја води нивната општина, но и каков ќе биде вкусот на нивната зимска трапеза. Изборот на зелка е важен бидејќи е богат извор со витамин С и во зимниот период не штити од грип и вируси. А изборот на градоначалник е важен бидејќи избираме почиста околина. По вокација дипломиран економист, во слободно време градинар кој самоиницијативно ги разубавува зелените јавни површини. 25-годишниот Андре од Скопје стана вирален херој, кој во екот на проблемите со хигиената во главниот град се обидува да ја зголеми свеста кај граѓаните. Маја Стојановска со деталите. Додека повеќето од нас само минуваат покрај запуштените тревници и полупразните жардинери, еден млад човек реши сам да ги засука ракавите и да даде боја на скопското сивило. Зад виралниот профил на социјалните мрежи насловен градинарот стои 25-годишниот Андреј Рајатовски, кој инспириран од странски креатори кои снимаат слична содржина, но пред се и од лошата состојба со хигиената и одржувањето на зелените површини во градот, решава урбаната запуштеност да претвора во мини оази. Инспирацијата главно ја добив преку странски креатори на слична содржина, кои што снимаат уредување на катчиња од јавен простор, но исто така и приватни имоти. Главната инспирација ми е од тие луѓе и исто така состојбата во која што се наоѓа градот, видов дека имам доста материјали за снимање, така да решив да почнам и еве излезе добро. Сум на сите социјални мрежи активен. Сите коментари од луѓето се претежно позитивни, поддржувачки. Се надам дека ќе остане така. Андреј Вили работи самостојно и без финансиски надомест. Единствено мотивиран од поддршката што ја добива од неговите следбеници. Алатот си го набавил сам, а вештината стекнал работејќи во дворот во својата куќа. Јас сум израстен во куќа со двор каде што сум работел доста физичка работа со доста алат, така да лесно се снајдов во целата работа. Целиот алат си го купив пред да започнам, бидејќи сето ова ми беше на некој начин планирано. Меѓутоа, сега за сега немам некој извор на приход. Единствено, морам да кажам, имам линк отворено за донации, каде што луѓе кои што сакаат да ме поддржат, донираат преку тој линк и воедно сакам да се заблагодарам на сите тие луѓе кои што имаат донирано до сега. Неговата работа Андреј ја доживува како уметност. Поупатува порака дека на таков начин треба да размислуваат и надлежните институции. Тој се надева дека неговите активности се инспирација за секој од нас, порачувајќи дека секој може да биде градинарот на својата улица. Јас искрено се надевам дека со оваа работа и со овие видеа ги инспирирам барем луѓето што треба да работат оваа работа, бидејќи се надевам дека му доловувам дека ова е на некој начин и уметност. Да се ја чуваме животната средина, да најмалку што можат луѓето е барем да не загадуваат самите од себе. За сега Андреј ги уредува локациите во близина на својот дом во општина Аеродром, но најави дека ќе ги прошири на пофреквентни локации низ градот. Цел му е градинарството да стане негова професија, но вели дека ниту тогаш нема да престане со добротворните акции низ градот.
Битолската полиција уапси 9 лица осомничени за организирање на борби со кучиња. Синоќа околу 23 часот во селото Црноец Битолско, полициски службеници од СВР Битола лишија од слобода 4 лица од Косово, 4 лица од Битола и 1 лице од Штип. Тие биле затекнати во дворното место на едно лице во селото каде што организирале нелегални борби со кучиња. При тоа пронајдено било едно повредено куче и предмети кои потекнуваат од кривичното дело. По целосно расчистување и документирање на настанот, против лицата ќе биде поднесена пријава по член 233 од Кривичниот законник мачење животни, информираат од СВР Битола. Вестите завршија, по нив следува отвореното студио посветено на вториот круг од локалните избори. Гости, линковски вклучувања, следење на изборните резултати, анализи. Се на едно место, тука на Канал 5. Останете со нас.